Нова тема, актуелна и тесно поврзана со денешниот ден. 12 мај е меѓународен ден на медицинските сестри и техничари. Секоја година се одбележува во знак на сеќавање на роденденот на Флоренс Најнтингел, пионер во модерното сестринство во светот. За тоа која е одговорноста на медицинските сестри сме говореле многу пати во утринската програма. Утре во фокусот го ставаме на улогата на медицинската сестра во здравствениот систем, можноста за професионална надоградба, но и реформите кои што се неопходни во стручното образование според европските директиви. На сите овие теми разговараме и со соговорничката Гордана Бешлиевска, председателка на Сдруженијето за нас во утринската програма. Добро утро, Гордана, добре ни дојдовте. Добро утро. Но и низ линковските вклучувања кои што ги имаме токму на оваа тема, бројни од дописните центри низ Македонија. Ајде да започнеме со ред. Трагедијата во Кочани, за жал не потсети колку е важно да сме екипирани, колку е важно да имаме добар и подготвен здравствен систем. Брзата реакција и брзата интервенција спаси многу животи, но сега апсолутно е време, мислам дека да говориме за тоа како ни е екипиран и како треба да го надополниме здравствениот систем за да ни функционира. Забележавме дека медицинските сестри се многу важна алка во целата оваа приказна, тоа впрочем го потврдија и докторите. Така, јас би сакала пред се да искористам оваа прилика на целокупното сестринство како председател на Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри, која што во овој момент е најпродорниот и најголемиот глас за системските и синдикалните прашања и решенија на медицинските сестри, да го честитам 12 мај меѓународниот ден на сестринството на сите наши медицински сестри кои што се денеска на работните места, кои што се денеска дел од сите оние стручни едукативни работилници со кои ние го браниме, ја браниме професијата, впрочем како што го правевме тоа и во текот на неделата. И така да, долги години нема и никогаш можеби да се опоравиме од ваквите, за жал, огромни несреќи во кои што навистина и колку и да сте професионални, многу тешко е човечки да се надминете, меѓутоа униформата секогаш ве задолжува и она кој што се ви е предизвик во професијата, да со секој еден ваша било која манипулација додирнете, спасите, спречите. Тоа се всушност и фундаменталните нивоа на и цели на сестринската професија, која што е промотор, превенерич, здравствено воспитува, спречува овие болести, унапредува здравје и ги олеснува мајките во последните години од животот. Зборувавме многу за тоа колку сме суштински потребни и колку е тоа многу важно да бидеме на број, да бидеме професионални, да бидеме едуцирани за да одговориме на нештата, меѓутоа не треба да ни се случуваат вакви само несреќи и катастрофи и со годините наназад за да сватиме колку сестрите се важни. Тие се важни, меѓутоа сето она кое што го зборуваме треба веќе да помине во оперативни планови. Доволно веќе ни се дава толку многу голем простор кој што е само во делот дека сестрите се многу важни, сестрите се суштински дел, сестрите се потребни, а немаме континуирани конкурси, а немаме признаено образование во болниците, а немаме здрави работни околини, немаме безбедносни услови како што побаруваме и како што заслужува професијата. Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри, ликот, имиджот и делото на европската сестра го има зацртано како визија, мисија и цел во Македонија да го претвори во ликот, имиджот и делото на македонската медицинска сестра. Од тука јас посакувам медицински сестри кои што нема да бидат марионети на секој еден систем. Ќе бидат медицински сестри кои што ќе ја бранат својата професија со едукација, со образование, со кариерен развој. Така да суштината на постоењето во здравствениот систем на медицинските сестри е се со цел на подигање на вредноста на пациентите. Колку што е легитимно прашањето, каков е статусот на медицинските сестри, како да го напредиме истиот, легитимно е и прашањето каков квалитет на кадар произведува нашиот систем во моментов. Тоа е нешто за кое што многу често говориме и всушност и Светската здравствена организација сите овие години наназад кои што ги подари на медицинските сестри, бидејќи Светската здравствена организација се занимава со глобални проблеми, медицинските сестри станаа глобален проблем, светски глобален проблем, каде што проекцијата е на огромен недостаток. Дали ние ќе бидеме тие кои што ќе ги надополнуваме недостатоците во регионот и во Европа? Тоа значи дека ние имаме медицински сестри кои што можат да фатат приклучок и да работат, меѓутоа како да ги задржиме и да останат во Македонија? Образовниот процес е процес во кој што ние како медицински сестри мора да бидеме вклучени да ги образуваме медицинските сестри, бидејќи здравствената нега во болниците ние работиме, истата треба да биде во образованието вклучена. Меѓутоа медицински сестри кои што се образовани, кои што имаат легитимни дипломи и сертификати, а не по
не знам какви реторики избрани на позиции и на места каде што ќе добиеме кадри кои што за жал нема да можат да испорачуваат и ќе имате потреба од не знам какви доедукации во болниците. Во овој момент автономноста во болниците е нешто кое што беше носечки наслов на сите наши едукации и на сите наши настани во текот на и од почетокот на годината, каде што зборуваме впрочем за признаеното образование, зборуваме впрочем за таа професионална медицинска сестра која што има кариерен развој, која што треба да има дипломски студии, која што треба да знае за какво работно место конкурира во болниците. Нема повеќе простори место за сестра во општа грижа и нега. Сестрите се специјалисти во сопствените области и не се останати од медицински персонал. И не се средно медицинскиот персонал. И тоа мора во колективната свест на останатите други сите здравствени работници, ако сакате и на докторите како носители на здравствената дејност, да биде врежано, затоа што ако 20 години славевме комора на докторите, јубилеј, а зборуваме за професионални тимови во кои што се медицинските сестри суштинскиот дел во здравствениот систем, како може да имаме медицински сестри без ниту еден ден собствена комора и лиценца? Ако не се иницијатори на нештата, нека ги поддржат иницијативите на Унијата и на Сдруженијето на медицинските сестри, за медицинските сестри да бидат остварени преку овој субјект каде што ќе бидат, каде што се носат одлуките. Суштинското нешто за професијата наша во овој момент. Рековме дека темата ќе ја одбележиме од различни аспекти. Тука ни си дописните центри кои што се подготвија исто така. Прв е Прилеп. Ја имаме колешката Елизабета Митровска со првата информација на оваа тема од Прилеп. Имено денот на медицинските сестри во Прилеп ќе се одбележи бити со голема симулациска вежба. Вежба на сообраќајна незгода. Како ќе се спроведува, која е пораката од истата, кој се ќе учествува во истата? Добро утро уште еднаш од Прилеп. Овде сме на плоштадот Александрија, кај камената бина во центарот на градот. Токму тука денеска ќе се одржи симулација на сообраќајна незгода. Тоа требаше минатиот понеделник, дождот не спречи, еве сонцево ќе ни го овозможи тоа. И да ќе разговараме со Елизабета Настевска, председателка на Сдруженијето на медицински сестри од примарната здравствена заштита. Елизабета, се подготвувате за оваа симулација која носи и своји пораки. Зашто станува збор, како сето тоа ќе се одвива? Така, добро утро. Најпрво ја користам оваа прилика јавно на целото македонско сестринство од моје лично име, од името на Унијата на Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки, стоматолошки сестри, предводено од Сдруженијето за нас, да го честитам овој многу важен ден за нас, 12 мај, меѓународниот ден на сестринството. Имено ние минатата недела имавме низа настани, едукативни предавања, многобројни активности, со што кажавме колку сме ние битни во општеството, колку профилот медицинска сестра е од непроценливо значење во еден здравствен систем. Секако сега оваа симулација своја порака носи, многу имате учесници, еве од службата за итна помош, од Средното училиште Ѓорче Петров, како ќе биде сето тоа? Така, замислата ни е да бидиме на овој настан сите заедно, вклучувајќи ги медицинските сестри од примарна здравствена заштита, вклучувајќи го јавното здравство, и службата за итна медицинска помош, службата за СВР Прилеп, противпожарната територијална единица од Прилеп, како и учениците од Средното медицинско училиште Ѓорче Петров. Организиравме една кампања со брошури, со делење, ќе биде делење брошури на едукативни пораки за здравието за медицинските сестри. Исто така, симулацијата ни е поврзана со една импровизирана, тоа ќе биде една импровизирана сообраќајна несреќа помеѓу моторно возило, мопед и велосипед, каде што на лице место ќе ја кажеме способноста, ќе можат слободно граѓаните да видат, значи, како се прави триажа, како се прави, значи, доколку дојде во случај на несреќи, на незгоди, како тоа ние го знаеме да го покажеме, да го направиме. Понатака ќе имам едукација на Basic Life Support, односно срцево-белодробно оживување, прва помош при повреди и така натака. Така, ви учествуваат и учениците од Средното медицинско, подготвени ли се, покажуваат големи афинитети, знаења? Па нормално дека се подготвени, ние цело време соработуваме, тие ни се поддршка, ние исто така сме им нив.
и можам со гордост да кажам дека ова година за најхуман ученик ја доби на Свечената академија ученик Михаил Јордановски од токму тоа училиште медицинското во Прилеп. Честитки за Михаил, честитки за денот на сестринството. Рековте повеќе едукација, повеќе каде е во моментов улогата, местото на секако имаме недостиг на кадар, но што треба уште да се направи за медицинската сестра да го има на вистинското место кое служува во оваа најхумана професија, би рекла? Ние многу направивме, значи, Унијата и Сдруженијата, многу направивме за медицинските сестри, ги направивме толку многу битни медицинските сестри, ја покажавме колку е важноста, да ја истакнавме, односно важноста на медицинските сестри. Ние сме гласот што води, ние сме тие кои што пружаат едукативни знаења, вештини, и ние сме помеѓу пациентите. Директната врска со пациентите. Точно, Имаме ли голем недостиг? Па има, но да, постојано има голем недостиг. Светската здравствена организација за воиднина смета дека тоа ќе биде еден глобален дефицит на медицински сестри, односно на нашата професија. Така, и ние како општеството тоа треба да се погрижиме. Еве на крајот и една порака за денот, за ова сето што го правите и секако за да се знае улогата на медицински сестри. Што порачувате? Прво се здравје да имате. Точно така. Ние, како што кажав, сме гласот што води, се бориме секојдневно за нашата автономија, се бориме за професијата медицинска сестра. И сето тоа треба да се унапреди нормално. Мора да има унапредување, како што е мотото на нашето здружение, кое што вели дека мора да имаме инвестирање во нашата професија. Односно, инвестицијата во медицинските сестри е инвестиција во здрава нација, а нацијата е богатство на државата. Благодарам, Елизабета. Тоа беше Елизабета Настевска, председателка на Сдруженијето на медицинските сестри од примарната здравствена заштита. Многу активности да се покаже нивната хумана мисија, би рекле, и секако да се унапредат и правата и можностите за медицинските сестри. И на крајот уште еднаш нека е честит денот на сестринството. Две Елизабети, ви благодариме и на двете, исто како и на учениците од Средното медицинско училиште Ѓорче Петров, кои зад вас ги видовме, а и тие ќе учествуваат во денешната вежба. Гордана, ги видовме младите, тие се надеваме дел од здравствениот систем во иднина. Кога веќе треба да ги вклучиме во системот, треба да мислиме и однапред на нив. Мислиме ли на професијата во моментов? Колку имаме сестри во моментов работени, а колку ни се потребни? Па така е. Ние всушност и срдечен поздрав од Унијата и од Сдруженијето до учениците од Ѓорче Петров кои што се вклучени во сите едукативни настани, бидејќи професијата така се брани со едукативни настави, а вака се припремаат новите кадри во сестринството. Ние многу пати искочивме со некои неофицијални податоци со кои што Институтот за јавно здравје располага дека во овој момент во Македонија има околу 9200 медицински сестри и тоа е нешто кое што е многу малку по однос на сите демографски податоци и стандарди врз основа на кои што се бројат медицинските сестри. Колку треба да ги има? Медицинските сестри се бројат по неколку основи, сем по демографските податоци се бројат и по основа на креветната зафатнина во болниците, по основ на број на лекари и се бројат по основ на број на пациенти. Значи, во секој поглед ние недостасуваме. Може би има некои институции каде што може би и се некаде доволно на број, меѓутоа тоа се многу спорадични мали случаеви кои што за сметка на неправилна прераспределба имаме толку многу дефицитни институции каде што не можете да ја организирате сменската работа на медицинските сестри во болниците. Кога ќе имате ситуации вака, посебно кои ќе ве задесат за жал несреќи каде што мора да се престроите, преструктурирате во болниците, мора да дојдете во ситуација да затворите одредени оддели, да ускратите одредени здравствени услуги на пациентите од одредени области за да можете да се преформирате, за да можете да одговорите на предизвиците моментални и на потребите кои што се одвиваат. Образовниот процес на медицинските сестри во Средното медицинско училиште зборува за многу голема желба и многу големи бројки на уписи во средните медицински, меѓутоа ние сондажата од терен мораме да ја следиме, посебно бидејќи
нели ја почнавме неделата на сестринството со акушерките, кои што се исто така многу дефицитни, ако од оваа бројка 9200 медицински сестри ги издвоите дека се само 720 неофицијално на територија на цела држава, значи сондажот од терен зборува дека треба да ги имаме во паралелките и ниво средното образование. Мораме да ги спомнеме бидејќи неделата на сестринството започнува со акушерките, на 12 мај завршува со меѓународниот ден на сестрите. Ние така и ја почнавме неделата со свечената Централна академија во Битола, каде што меѓу другото ги одадовме признанијата по традиција од страна на Унијата и за најдобриот ученик и за најдобрата студентка. Може да ги видиме и видео материјалите од академијата додека разговараме. Ме интересира во овие 9200. Ова се вработени или влегуваат и договорите на дело? Не, овде не се договорите на дело, тие никаде не се бројат. Тие ќе ги сретнете во агенцијата за вработување како сестри кои што чекаат за вработување, всушност се во болниците бидејќи немаат осигурувања и не се водат како редовно вработени. Нив сакам да ги продискутираме. Така некоректна бројка. Во април од Министерството за здравство витија на почетокот на април дека ќе излезат согласи за вработување на неопределено време. Имаме ли новости на оваа тема? Колку сестри во моментов со договор на дело чекаат вработување? Ние многу силно го подигаме гласот за овој статус на овие сестри со договор на дело, за кој што сметаме дека воопшто не треба да постојат. Се соочивме со многу големи парадокси за нивното постоење во болниците, од популистички конкурси минатата година во кои што свативме дека воопшто не биле планирани во болниците и во систематизациите за да бидат примени. Од тука голем број од нив беа отпуштени, заминаа дома после 4-5 години работа договор на дело. Голем број од нив заминаа во странство бидејќи се веќе едуцирани. Некои од нив со спорадични конкурси беа во болниците вработени, а се уште сме во очекување на ветениот конкурс со кој што треба сега во овој момент да им се реши статусот. Го поздравувам конкурсот на лекарите, вработувањето сега кое што беше во текот на минатата недела и тестирањето, следевте дека меѓутоа стандардите зборуваат дека на секој еден вработен доктор треба да проектираме ново вработени 2 до 3 медицински сестри. Ако сакаме да испорачаме према пациентите како што треба, не може да вработиме 600 лекари, а ниту една медицинска сестра. А овие сестри договор на дело во болниците веќе постојат и тоа се бројки кои што не можете да кажете дека со нив се надополнувате. Потребни се континуирани конкурси кои што ќе ги надополнат и веќе празните места и со овие сестри кои што се договор на дело. Дали по квалитетот на образование домашните медицински сестри се носат рамо до рамо со европските, еве не одиме подалеку? Сите медицински сестри мора континуирано да се едуцираат. Значи тоа е нешто кое што впрочем затоа и постои Унијата и Сдруженијето. Единствената можност и област каде што во моментот сестрите имаат можност за дополнителни едукации се тие. Меѓутоа вертикалниот развој, кариерниот развој, образованието на медицинските сестри е нешто што мора да не следи. Тоа е ликот, имиџот и делото на европската медицинска сестра каде што не може сестрите да застануваат на општо образование. Како што ви кажав, не постои веќе сестра во општа грижа и во општа нега. Како што лекарите имаат своји специјалности и своји области, како што современата медицина ни ги налага нештата. Видете, населението ни старее, дигитализацијата е напредната. Ги имаме сите предизвици кои што ни ги носи времето во овој момент, каде што мора да одговориме на потребите на пациентите. На нас пациентите сега ни доаѓаат во болниците веќе со своји лични диагнози и со своји податоци и нивните очекувања се многу високи од нас. Професионалното место и професијата на медицинските сестри се брани само со професионализам и со, како што велите вие, исклучителни сериозни образовни програми каде што пациентите како суштински дел треба и заслужуваат од наша страна да ги добијат сите специализирани интервенции како што е редот. Ајде да видиме какви информации ни доаѓаат од Штип на оваа тема. Ја прашувам колешката Славица. Пред малку и сестра Гордана ни спомена дека образовниот процес, Славица, на медицинските сестри никогаш не застанува, но можеме ли да се носиме рамо до рамо со развиениот свет? Второ линковско вклучување од Штип овој пат на тема колку е значајно медицинските сестри да се образуваат како во текот на своето формално образование, така и понатаму во работата и кариерата. На оваа тема разговаравме со докторка Гордана Панова, професор на медицинскиот факултет во Штип. Инаку во Штип има и факултет за медицински сестри, каде добиваат високо образование од својата област. Да слушнеме изјавата. Сестринството е една од најважните алки во развојот на медицината, бидејќи како се развива медицината, се развива и сестринството. Тие се едни од најхуманата професија. Тие се сестрата која секогаш е покрај докторот. Без незината нега ниту пациентот не може да има добробит, ниту пак докторот.
Така да затоа велиме дека нивната професија е една хумана, една стручност и една професија која се работи со срце, затоа што сестрата и на своето работно место и надвор од него е секојаш нашата или мојата сестра. Така да нашето образование за сестрите е на едно повисоко ниво. А нашите сестри се образуваат така да со незините со кредит трансфер системи како што е по Болоња, како што е во целиот свет. Ние сме факултет кој за прв пат почнавме пред повеќе од 15-16 години со специјалистички студии за сестрите. Значи тоа е напредокот во сестринството, во образованието. Така да нашата програма за образование специјалистички сестри, јас лично ја промовирав во Хрватска, во Србија, во Босна, значи во многу од нашите бивши југословенски држави, каде што програмата ја прифатија и се разви и ова група нели на специјалистички студии. Ние како универзитет, значи правиме многу за нашето образование за сестрите. Нашите сестри редовно доаѓаат на пракса 3 дена во неделата, значи студентите на пракса во клиничкиот центар, значи со помош од сестри кои се одредени да ги водат по деленијата сестрите, значи нашите студенти. Исто така и минатата година и оваа година наши студенти ќе учествуваат на многу конгреси. Единствено што само во Македонија фали во сестринството сестрите да имат своја комора и да имаат број лиценц. Тогаш може би и поголем ќе одливот од сега, но сепак е многу подобро кога сестрите ќе имаат лиценца, така што оваа лиценца, овој бројче што ќе им се даде на сестрите, ќе направи да сестрата биде упорна и да може да работи и да се секогаш да се образува повеќе од онаа што го знае. Затоа што со самото бројче, со самата лиценца тие мора да бидат присутни и на конгреси, значи и на конференции, и на сестрите мора да бидат платени, бидејќи се главната алка во работата. Значи тие се еден ангел чувар на болниот. Значи тие се најмногу до болниот. Тие се првите што прв пат ќе го сретнат пациентот, бидејќи пациентот каде и да влези прва е сестрата, незиниот топол збор, незиниот убав однос. Значи, кон пациентот е една голема работа, така да пациентите им се радуваат на сестрите кои ќе ги видат и гледат дека имат некој до нив. А таа пак е главната алка како до пациентот, така и до докторот. Универзитетот Гоце Делчев е членка на европските и светските здруженија за едукација на медицинските сестри, а на самиот универзитет медицинските сестри имаат можност и прилика да специјализираат во одредена област. Студио. Благодариме, Славица. Остануваме на оваа тема и со следното прашање. Министерството за образование неодамна формираше одбор на национална рамка за класификации. Тоа значи дека во стручното образование ќе се менуваат програмите според европските директиви. Зошто е ова важно? Така е многу важно и Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри беше дел од и е повикана за да учествува во НРК квалификацијата која што треба да ги опише образовните квалификации на медицинските сестри кои што треба да ги следат потоа во болниците во нивните компетенции. Тоа е нешто кое што во овој момент не е многу важно затоа што Унијата и на Сдруженијата целиот овој период значи апелира на одредени прагови на работните задачи на медицинските сестри во болниците, односно во целокупниот здравствен систем. Што значи тоа? Секоја една сестра мора да знае за што конкурира, секоја една болница мора да знае и еден било кој каков системски дел да знае што таа медицинска сестра треба да испорача според образовните квалификации. Не може повеќе да сите работат едно исто, а да речеме на крајот на месецот да бидат на различен начин платени. Сите треба да ја понесат одговорноста врз основа на тоа за што се образовани. И затоа треба да се искристализираат и детално да се постават образовните квалификации на сестра со средно стручно образование, кој што ќе си добие своја дефиниција, име и како тоа ќе настапува и кога ќе конкурира на конкурсите да се знае за што конкурира. Сестрата со високо образование, кои се незините компетенции, работни задачи и незините одговорности. Потоа сестрите со дипломските студии, односно академските студии, кои што ги очекуваме сега со преминот на Високата медицинска школа во Битола, во факултет за медицински сестри, кои што исклучителна гордост на Унијата и на Сдруженијето, бидејќи со подигањето на гласот и со отварањето во меѓународниот свет направивме сериозен притисок да нашите сестри ги добијат тие факултетски студии.
потоа се стручните студии и на крај се поборници сме за научните студии каде што медицинските сестри ќе се остваруваат во професијата и како магистри и како доктори на науки. Ова е нешто низ кое што треба да се образуваат медицинските сестри современи кои што можат да одговорат на современите предизвици во медицината, се со цел, пак ќе кажам, за доброто на пациентите. Оваа национална рамка е во овој момент многу важна. И овој национален совет кој што е и оваа комисија која што е формирана за истата, заедно сега со Унијата и со Сдруженијето на медицинските сестри, ќе ги постави сите овие квалификации за сестрите со средно стручно образование конкретно, бидејќи ова е сега во склопот на законските измени кои што се за сите средни стручни училишта, каде што чинам дека многу немаа проблем во програмите, меѓутоа кај медицинските сестри, како што кажавте, мора да ги следиме европските директиви и дефинициите на европските директиви, како се тоа прикажани сестрите со образование. Впрочем, една од најголемите глобални политики на Светската здравствена организација насочена кон медицинските сестри и последните анализи велат дека ако не се инвестира во овој профил глобално до 2030 на светот ќе му недостигуваат 9 милиони медицински сестри. Што во тој контекст ни е најпотребно во однос на унапредувањето на професијата кај нас? Па загриженоста е дека сестрите не мигрираат само во Европа и во приватниот сектор од јавниот. Значи, сестрите почнаа да заминуваат од професијата. И покрај тоа што имаме интерес за школување во средното образование, на нас ни се одлеваат сестри кои што се веќе со искуство и ја менуваат професијата. Менувањето на професијата, за да дојдете во ситуација да ја смените професијата, значи да заминете после 20 или 30 години работно искуство, тоа зборува за некомплетни задоволства. Сестрите не мигрираат само за лични доходи, кога велам дека треба да знае за што конкурира и треба да има сопствени одговорности, тоа значи дека треба да биде платена според одговорностите. Меѓутоа статистиките покажале и студиите дека платеноста е на трето место, дека здравата работна околина и сите оние услови на работа ги чинат некои други нешта. Меѓутоа јас ќе напомнам и ќе кажам и ќе апелирам до целокупното сестринство и медицинските сестри треба малку да подразмислат колку тоа дозволуваат да бидат марионети и колку тоа многу дозволуваат да бидат на разни начини инструирани да не се постигне целта на сестринството. Секоја една сестра е роден оригинал сама за себе. И сите ние можеме да ги подместиме работите од местото нанапред да бидат како што треба, а тоа е само со само почит према самите себе. Ако прво меѓу себе не се почитуваме, ако не сме единствени, ако не застанеме една до друга, ако не ги почитуваме сите овие нешта кои што ги работиме заедно во едукациите и во се она со кое што го браниме сестринството по однос на системските проблеми, по однос на синдикалните, никогаш нема да се подместиме и да ги добиеме нештата кои што ги заслужуваме како што ги заслужуваме. Од тука јас сакам во оваа меѓународна недела на сестринството да порачам дека сакам сестри медицински кои што се професионални, кои што се автономни, кои што знаат да се ценат себе си, кои што знаат да го почитуваат она на себе си колку многу се важни, кои што ќе ја бранат професијата со образование, со едукација, кои што нема да посегнуваат по не знам какви реторики и национални политички и не знам какви за да дојдат до посебни позиции или места. И посебно апелирам до сите сестри кои што се на позиции и авторитети во болниците, на оние на кои што се во моментот како одговорни одделенски и така понатака, да ги чуваат медицинските сестри, да се борат за нивните права во болниците, да им го најдат местото во систематизациите. Менаџерите, топло и срдечно им препорачувам бројките на медицинските сестри да ги следат со континуирани конкурси, бидејќи само точните бројки на сестрите во болниците носат ефикасни болници и задоволни пациенти. Кога имате незадоволни медицински сестри, дали можете да очекувате проекција на задоволни пациенти? Кога имате било каков незадоволен работник во системот, не можете да очекувате задоволство. Медицинските сестри ги чинам за најодговорни во старт за нештата за кои што треба да се подместат понатака, за да може системот системски и се она што е синдикално после да ни ги оствари сите нешта кои што не водат кон таа автономност и тој лик имидж и дело на професионалната медицинска сестра. Кога зборуваме за квалитетот на кадарот, секако ќе ја посочим и Битола како расадник на медицинските сестри. Тамо е формирано првото средно медицинско училиште во 1947 година. Каков е во моментов интересот за професијата, ја прашувам колешката Александра Максимовска, која пак ќе ги праша своите соговорнички. Александра, одиме со ред. Токму така, добро утро повторпат и поздрав до вашата гостинка во студиото. На Меѓународниот ден на медицинските сестри, јас ова утро имав чест да бидам во друштво на 3 извонредни медицински сестри од Битола.
Мојот прв соговорник ќе биде сестра Светлана Алтипармакова, специјалист за геронтологија и палијативна грижа, вработена во хосписот Јурајдер во Битола. Тоа е одделение на ЈЗУ специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина, 13 ноември Скопје. Добро утро, сестра Светлана. Како медицинска сестра работите веќе 34 години. Дали се сеќавате на чувството на вашите почетоци и што беше присутно за да изберете оваа професија? Така, најпрво да го искористам овој момент од името на Сдруженијето за нас, да им го честитам празникот, меѓународниот ден на медицинските сестри, 12 мај. Среќен празник, драги колешки, здрави, живи и успешни и професионално да се извршуваме својата работа. Моето чувство и предизвик беше мојата желба, мојата љубов кон оваа професија, да им помагам на болните, да полесно да оздрават и побрзо и да го унапредуваме и чуваме здравието на сите луѓе во нашата земја. Почнав со средно медицинско училиште, кое го заврши во Битола, доктор Јован Калаузи. Завршив, почнав да работам на 19 годишна возраст во болницата во Тешево за белодробни заболувања. Потоа се префрлив во клиничка болница доктор Трифун Пановски, 1 година и нешто на одделението за гинекологија и акушерство. Продолжив во рударско-енергетски комбинат во амбуланта РЕК општа амбуланта, потоа во школска амбуланта и последниве 20 години работам во хоспис Јурајдер. Од првите сестри, неколку сестри од клиничка болница, преминавме во хоспис Јурајдер, постари колешки и млади колешки обучивме и нас не обучија. И еве ова година славиме 20 години постојање на хоспис Јурајдер. Тоа е мојата желба и се надевам дека тогаш кога ние почнавме нашата професија беше достоинствена, почитувана, вреднувана. И ова болница беше 2 пати наградена на ниво на Југославија. Можете да замислите од каде почнавме. Така, одлично. Како е сега? Еве во последните години се почесто медицинските сестри заминуваат од не само од државата и исто така и од професијата. Според вас како да ги мотивираме да останат младите овде и да се приклучат кон оваа професија? Младите јас многу ги почитувам. Ние имаме држава и деца што сакат да учат. Ја сакат ова професија многу и имаме во Битола медицинско средно училиште од 47 година. Значи, секоја година ние вадиме кадри медицински сестри. Исто така имаме и медицинската школа, висока медицинска школа која прво беше виша, па премина во висока и сега ќе премини во факултет. Значи, деца што многу сакат да учат, замислете нација што сака да учи ова професија. Ние ова професија ја произведуваме, децата учат, пракса имаат, се образуваат, ги работат работните места, меѓутоа не добиваат решенија. На крајот на краиштата треба да се дадат тие решенија со цел за бенефит на пациентите и на државата и воопшто повеќе сестри, подобра економија. Дали во превенција, дали во промоција, дали во лечење, мислам дека тоа е начинот да се задржат децата. Поголема грижа, решен статус и повисоки плати. Ви благодарам многу. Ќе преминеме на нашата втора соговорничка, тоа е сестра Ристенка Алтипармаковска, главна медицинска сестра по детска и превентивна хирургија. Вие сте 38 години во оваа професија, малку повеќе од вашата колешка. Како започнавте со оваа професија и како низ годините се надоградувавте? Прво да ги поздравам присутните и да му го честитам празникот на сите мои колешки. Моето 38 годишно работно искуство е континуирано учење, образовање, едуцирање и надоградување преку посетување на многу семинари, конгреси и работилници на кои сум земала активно учество, а едно од моите едукативни Мојата едукација беше во Република Словенија, во Универзитетска клиника
во Љубљана, во Централен оперативен блок, каде што се стигнав и со сертификат од меѓународно значење за едукација на медицински сестри со високо и специјалистички. Колку е важно постојаното континуирано надоградување на медицинските сестри? Многу е важно, тоа што секојдневно се менуваат начинот и новите методи на светско ниво. Ние се трудиме да ги пратиме. Така, ви исто така сте и едукатор на Високата медицинска школа, односно ги едуцирате младите и држите пракса за да бидат подобро запознаени кога ќе се вклучат во работниот процес. Да, и јас сум едукатор на Високата медицинска школа и се обидувам со моите идни колешки кои ќе бидат дипломирани специјалист, да го пренесам сето мое знаење и искуство за тие да може да го применуваат. Каков е интересот? Има ли се уште зголемене бројот намалене на млади кои што се запишуваат на Високата медицинска школа? На Високата медицинска школа мислам дека бројот, не можам точно да потврдам, бројот на запишување на медицински сестри е континуирано повеќе или помалку. Важно има и интерес. Ви благодарам многу. И за крај, последниот наш соговорник е главната сестра на клиничка болница Битола, Валентина Милошевска. Валентина, колкав предизвик е да се биде главна сестра на целата клиничка болница? Добро утро, поздрав до гледачите на утринската програма на Македонската телевизија. Што се однесува до вашето прашање, значи предизвикот да се биде главна медицинска сестра на една клиничка болница како што е нашата, како што кажа колешката, 2 пати наградувана во време на бивша Југославија, значи е многу голем, заложбата е многу голема, исто така менаџирањето е нова област за нас сестрите, но сепак се трудиме да постигнеме се најдобро за нашите колешки и за сите вработени во болницата. Што е потребно да има една сестра за да успешно извршува својата задача? Прво, знаење, образование и добри менаџерски способности. И на крај, сакам да го честитам празникот на сите мои колешки, 12 мај, меѓународниот ден на медицинските сестри. Ви благодарам на сите три за вашето одвоено време и сакам јас оваа прилика да искористам и на сестра Ристенка Алтипармакова, која што исто така е добитничка на признание за најхумана медицинска сестра оваа година, да и го честитам и роденденот јубилеен, денес на денешен ден таа прави 60 години, па можеби овој 12 мај е пресуден за незината професија. Честитки за роденденот и ви посакувам успешни години до крајот до вашето пензионирање. Ви благодарам и јас сум навистина горда што ова година Хуманитарното здружение при клиничка болница Битола ми го додели то признание како хумана сестра и јас сум благодарна многу, а исто така и Хуманитарното здружение за нас се работи да продолжи понатаму да ги застапува интересите и заложбите за медицинските сестри. Јас верувам дека Здруженијето за нас ќе продолжи да работи во интерес на сите медицински сестри, акушерки, техничари, како и стоматолошки сестри. Студио? Благодариме Александра за линковското вклучување, па еве и ние честитаме роден ден. Со последното прашање еве така да заокружиме темата. Се ова го зборуваме меѓу другото и за нашите граѓани. Превенцијата, превентивното однесување во голема мера го штити и здравствениот систем. Така е, промоцијата е една од најголемите клучни задачи на медицинските сестри. Медицинските сестри, почнувајќи од патронажните служби, од превентивата, од значи се подвижни промотори и здравствени воспитувачи на населението. Промоцијата е толку многу важна што доколку ја уредиме со стратешки програми, национални стратешки програми, доколку имаме сестри кои што се специјализирани во оваа област, а не да ги немаме во ординациите и да работат доктори без сестри во руралните средини каде што промоцијата на истите пациенти и на тие пациенти и корисници им е потребна. Таму каде што превенираме, не лекуваме. Таму каде што промовираме здравје и здравствено воспитување, каде што работиме промоција, ќе ги намалиме
ќе ги ускратиме болести, бидејќи рано ќе откриваме, ќе превенираме, бидејќи колективната свест ќе ја подигнеме кај пациентите на задоволително ниво, а тоа е една од најфундаменталните задачи на медицинските сестри, која што е во овој момент ми се чини многу важна и најмногу ни недостасува во нашата држава. Благодарам за гостувањето. На оваа тема ќе говориме секако гласно и во периодот кој што следува. Јас се надевам следното гостување со нови убави вести во однос на унапредувањето на правата. Па искрено јас се надевам, бидејќи на 12 мај минатата година на сестрите им ветив дека со униформата подвижно вака ќе ги вршиме сите притисоци за системските решенија и прашања и синдикалните прашања на медицинските сестри. Во очекување сум на едно подигање на свесноста и совесноста на сестрите по однос на единството и на сето она кое што ни е потребно во болниците, и се надевам искрено дека се што беше ветено дека ќе го добиеме. Во спротивно, Унијата и Сдруженијето на медицинските сестри ќе си го бара сето она кое што го заслужува ликот и мижот и делото на македонската медицинска сестра преточена во европскиот лик на медицинската сестра. Благодарам. Дека медицинските сестри не ја покажуваат хуманоста само во рамки на здравствениот систем, доказ ни е следното линковско вклучување. Денеска организираат голема хуманитарна акција, им се поддршка и помош на граѓаните во социјален ризик. За ова не информира колешката Елизабета Кузмановска. Повели Бети. Вака се брани професија. Благодарам. Добро утро. Се јавувам од прекрасниот двор на црквата Свети Петар и Павле во Горно Лисиче и навистина еве и ние заеднички ќе им го честитаме меѓународниот ден на сестрите на сестринството. Пред се честитки за вашиот меѓународен ден ќе разговарам со Моника Јовановска, медицинска сестра од ургентниот дел во градската општа болница Општи 8 септември. Што представува во денешно време да е човек медицинска сестра и со кои предизвици се соочувате вие како медицински сестри? Добро утро и вам. Значи, да се биде медицинска сестра значи да се грижите за пациентите со посветеност и сочувство пред се. Тоа е една сериозна професија која што е многу со голема одговорност, која е комплексна, мултидисциплинарна, каде што се работи под притисок и со емоционални предизвици, но и едно чувство на исполнетост кога знаеме дека некому помагаме. Тоа кога некому помагате, мислам дека и вас ви покажува и докажува зошто сте медицинска сестра. Во делот на предизвиците, тешкотиите, тоа е број еден што кажувате дека навистина големиот стрес и пред се кога се работи за човечки живот. Така, да. Меѓутоа затоа е таа исполнетост. Така. Се наоѓаме, како што и најавив, во црквата Свети Петар и Павле, навистина вие денеска сестринството на најхуманиот начин ќе помагате на оние што им е најпотребно. Ја да не зборувам што за точно се работи. Така, да. Значи, по повод денот на медицинската сестра, Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас, организираше хумана акција заедно со Хуманитарното друштво Свети Спас, каде што медицинските сестри овој пат ќе ја докажат својата хуманост, надвор од болниците се разбира, каде што, како и претходните години, така и ова, ќе бидат на пунктови, каде што ќе делат храна за граѓаните од најранливата категорија. Сето ова ни представува можност за да се сплотиме во хуманото и она кое што одликува нашата професија на денот на медицинските сестри. Секоја чест навистина и претходно кога се видовме така и ви кажа, вие сте на првата, како велиме, борбена линија кога ќе се влезе во болница, кога на пациентот му е најпотребно. Продолжете така и убав чин. Еве, јас би сакала да поразговарам, можеби да ги поздравите со една од највозрастните медицински сестри, Виолета. Виолета Костовска сум јас, одговорна сестра на одделението за трансфузија при 8 септември. Во оваа прилика од ова преубаво место сакам да го честитам денот на сите сестри, во исто време на сите здравствени работници и сите здравствени соработници, затоа што сестрите се заедно со сите нив. И сум горда што сум сестра толку време. И рековте, ја паметам реченицата, доколку повторно би се родила, би сакала да бидам медицинска сестра. Доколку повторно се родам, пак ќе бидам медицинска сестра, затоа што, добро рековте, има предизвици, но има и сатисфакција кој ќе го видиш болниот, кој ќе си оди оздравен, тоа е така. Број 1. Години наназад, еве вака кога бевте млада сестра и сега, има ли барем разлика во и предизвиците или проблемите на медицинските сестри во една мала ретроспектива? Знаете како, тие порано кога бевме
помлади медицински сестри, сите што доаѓа, учевме од постарите медицински сестри и лекарите и како повеќе да беше ценет трудот на медицинските сестри. Сега малку е различно. Нови времиња, нели? Нови времиња, нови предизвици, да. Честитки уште еднаш, меѓутоа би сакала, мислам дека ни дозволува времето и секогаш кога има хуманитарни акции, кога се готви, еве навистина сакате да помагате и соработувате со многу организации еве за денот на меѓународниот ден на сестрите. Пред се благодарност до македонската телевизија која верен поддржуваше нашето здружение и ви благодарам за се што не поддржувате и пратите што работиме. Благодарност до отец Оливер кој ни овозможува секоја година заедно со нив да спремиме дел од храната што е подготвена и донирана од Здруженијето на медицински сестри за нас и претседателката Гордана Бешлиовска со тоа што сакаме да покажеме и хуманост на дело, малку да излеземе од болниците да видат дека медицинските сестри знаат да помагаат и надвор од болниците, така да благодарност до отец Оливер и се надевам дека ќе имаме денеска успешен ден и ќе бидат задоволни лицата кои највеќе им треба потреба храна денес. Ви благодарам, јас навистина нема да ве задржувам многу, ви благодарам што буквално се вклучивте во утринската програма на македонската телевизија. Уште еднаш честитки за меѓународниот. Знам дека тоа секогаш така кажуваме еден ден не значи можеби ништо во однос на 365 дена како што сте медицински сестри. Продолжете со оваа хумана и навистина за нас многу потребна професија. Студио. Благодариме. Многу ни е убава пораката еве за крај на овој блок и денешното издание на Македонија наутро. Твоето благодараме и наше благодарам бити до сите медицински сестри за својот труд и ангажман, до сите здравствени работници, чии ангажман го видовме на дело, за жал со трагедијата во Кочани, никогаш истото да не се повтори, но добро е да говориме за системот и за тоа што е неопходно за да го напредиме истиот.